Неколку одлуки во меѓувреме беа на наши плеќи, 30 години тежеа на многумина, меѓутоа сега се падна оваа генерација македонски политичари да ја реши таа работа дефинитивно. Знаете, накусо прво го решивме проблемот со Бугарија, што беше една од пречките на нашиот европски пат. Потоа дојде уште поголемата пречка и спорот за кој многумина мислеа дека е невозможно да се реши, меѓутоа се најдоа јунаци кои го решија и тој спор на општо задоволство и што е најважно со комплетно зачувување на нашиот идентитет. Освен тоа, на внатрешен политички план, немојте да заборавиме дека оваа структура, од која сум и јас дел, направи огромен исчекор и во конечна и дефинитивна имплементација на рамковниот договор со неколку законски проекти, со што практично го завршивме реализирањето на тој документ 18 години по неговото потпишување. Сега, ако минатата година беше година на интеграциите и на решавање на тие внатрешни и регионални проблеми што ги имавме, ова година и следната се веќе прогласени за економски години и првите економски индикатори во таа насока се сосема јасни. Македонската економија бележи стапки на раст, какви што не сме виделе со години. Македонската економија и по квартали и по сектори оди како што не сме биле со темпо години и години наназад. Само еден податок покажува што значи кога ќе ги тргнеш настрана пречките према Европа и кога ќе се посветиш конечно на економијата. 625 милиони евра само за 2018 година, во годината во која добивме поканата за НАТО, а уште не сме станати членка. Можете да замислите во јуни, кога очекуваме датум за преговори, со ова реформско темпо што го наметна владата и парламентот го следи, дури тогаш какви све фондови и какви све економски можности ќе се отворат пред нашата држава. Што направивме со поканата за НАТО? За прв пат во нашата историја добивме меѓународна гаранција за нашите граници. Повеќе нема да се поставува прашањето дали ќе ја биде Македонија, дали може некој да и се заканува, дали поради некаква опасност може да не нема или било каква опасност која може да го доведе под ризик ова парче земја кое одвај го сочувавме низ вековите. Зошто? Затоа што 29 најмоќни држави на светот сега стојат рамо до рамо со нас. Нашите министри од февруари оваа година учествуваат на сите состаноци, не чекаат во ходник во таа организација. Не се надвор да ги врне и да ги вее. Тие се на иста маса со сите министри од другите земји членки, уште сега кога не сме станати полноправна членка. Било кој, ако и се заканува на нашата држава, сега покрај нас ги имаме најмоќните држави кои нема да дозволат влакна од главата да ни фали, и тоа е по прв пат во нашата историја кога имаме гаранција трајна за нашата независност и интегритет на територијата. Можеме да зборуваме за утре за сите придобивки што ќе ги имаме кога ќе станеме полноправна членка на тие сојузи и полноправна членка на Европската унија, меѓутоа јас мислам дека сите нас не интересираат најмногу две работи. Не интересира подобар животен стандард и не интересира да го сопреме иселувањето на младите кои години и години наназад беа просто терани да бегаат од својата земја. Од 2014, 15, 16 и 17 година исплативме 110 милиони евра за останати субвенции. Паралелно секоја година даваме 140 милиони евра субвенции. 424 грантови од по 10.000 евра само во областа на земјоделието доделивме оваа последна година. ЕУ е платеното грозје. ЕУ е укинатата акциза на ракијата за 0%. Тоа е Европската унија. И мојот фак е економијата. Но нема развој и раст на економијата со тегови кои што ни ја влечат земјата доле. Нели имаше еден некој економски дрим тим на Груевски. Најдобрата година им била 2011 со 340 милиони евра странски инвестиции. Еве ги 624 милиони евра странски инвестиции. Платите пораснаа за 8,1%. И морам овде од Кавадарци да му одговорам на опонентот. Затоа што вели, ако има странски инвестиции, да ги каже Заев со име и со презиме кои се. Многу се, не ги знам, ама ќе ги прочитам сите до една се. Чагатай кабел од Турција, ВИК од Германија, Теламон од САД, Кранфилд
Foundry од Русија, Баумер од Швајцарија, Мурат Тичарет од Турција, Дура од Соединетите Американски држави, Кеслер од Германија, Сега од Албанија, Реци and Sons од Соединетите Американски држави, Джемдар Лайтенинг, Доган Automotive, Балканалар Пластик, Зенит од Обединетите Арапски Емирати, Герешаймер од Германија, Малкхохтра Кабелс од Индија, ОДВ Електрик од Германија со втор погон, Диатек од Италија со втор погон, Костел со втор погон. 200 компании домашни биле поддржани со преку 20 милиони евра од Фондот за иновации. Агенцијата за вработување исплатила 16,4 милиони евра за поддршка на 1191 бизниси отворени од наши граѓани овде во нашата земја. Од нив 509 се млади до 29 години, а 450 се жени вкупно. Министерството за економија поддржало дополнително 160 компании. Други компании кои што инвестирале во државата се Каба Хербал, Оаза Алкалоид, Медикал 420, Летерс во Ресен, МАМ во Свети Николе, АЦПВ во Гостивар, Фарма Медика Канабис во Валандово, Фарма Ролпи во Скопје, Green Life во Валандово, Канабис Про во Струмица, ТХЦ Quality Group во Росоман, Health Medical Solution во Гевгелија, Bull Building во Струмица, РСБ Solution во Карбинци, тие последните 40 милиони евра со 300 нови работни места. И да не зборам за сите други податоци. Почитувани кавадарчани, драга моја Тиквешио, нема што да се мислиме. Го бираме Стео Пендаровски, гласаме за бројот 3, ки имаме председател со кој што сите ќе се гордееме и сите ќе го доживееме тоа што го посакуваме. Горда земја која што чекори напред во НАТО, во Европската Унија, со економски стандард, децата околу нас со перспективи. Заедно напред со Стео Пендаровски.